гледате во овие 60 минути. Ќе ви понудиме интересни содржини, прилози, гостувања се разбира, а бога ми денеска интересни награди. Денеска имаме женска тема за зборување со мојата гостинка, која што е представничка на еден ултрамодерен моден сайт Fancy. Меѓутоа за тоа подоцна таа со себе понесе неколку пакетчиња подароци, затоа телефоните се веќе познати 3130-137 и 3211-906. На самиот почеток да се загрееме со добра песна за да ни тргне овој ден среда 15 февруари. Овој снег надвор се уште потсетува на романтичниот ден на вчера Валентин. Се надам сите добро си поминавте. Ако имате нешто да ни кажете од вашите случувања вчера, може слободно да се јавите, како што кажав, 3130-137 и 3211-906. На самиот почеток одиме со Маријан Стојановски и поздрав до сите, Андреј. Пред нас лежме мирни, ног црно мастило пред очи. Ти и јас на овој свет гледаме исто искрено. Порано пред да дојдеш ти, ко на светот сам да ја газев земјата. Не знаев колку сум самен без тебе. Овде, Андреја, сите возови го знаат својот пат. Андреја, кажи ми на кој од нив сме ти и јас. Андреја, кога нежно ќе се стиснеш до мене, јас знам дека со тебе би патувал до крај. Андреја, сите возови го знаат својот пат. Андреја, кажи ми на кој од нив сме ти и јас. Андреја, кога нежно ќе се стиснеш до мене, јас знам дека со тебе би патувал до крај. Да дојдеш ти, ко на светот сам да ја газев земјата. Не знаев колку сум бил лудо осамен без тебе. Овде, Андреја, сите возови го знаат својот пат. Андреја, кажи ми на кој од нив сме ти и јас. Андреја, дека со тебе би патувал до крај. Патувал до крај. Сите возови го знаат својот пат. Кажи ми на кој од нив сме ти и јас. Андреја, кога нежно ќе се стиснеш до мене, јас знам дека со тебе би патувал до крај. Андреја, сите возови го знаат својот пат. Андреја, кажи ми на кој од нив сме ти и јас. Андреја, кога нежно ќе се стиснеш до мене, јас знам дека со тебе би патувал до крај.
Беше тоа убава македонска забавна песна од Марин Стојановски Андреа. Поздрав до сите Андреи што се препознаа во оваа песна. Сега одиме со интересни сервисни информации, случувања од Македонија, од нашата република. Првата информација е за превенцијата на децата од грип. Општина Центар во соработка со Министерството за здравство го спроведува караван од здрави навики за здрави деца со цел навреме да ги предупреди децата за опасноста од грипови и вируси. Во текот на акцијата тим на лекари ќе ги посети сите основни училишта на територијата на општината и ќе им даде совети на децата од прво и второ одделение како да се заштитуваат од вируси. Би било добри на поголемите зашто овие маливе па и не разбираат многу. Подобро би било на родителите. Караванот започнува во основно училиште 11 октомври во населба Пролет. Тоа беше првата информација. Следно имаме информација која што гласи промоција на монографијата Таки Павловски, насловена како Цртежи. Доајенот на македонското сликарство Таки Павловски вечерва во 20 часот во Музеот на град Скопје ќе се представи со изложбата на слики Цртеж ретро трета. Изложба на отварањето ќе биде промовирана и монографијата Таки Павловски Цртежи. За отвориштвото на Павловски говори Љубица Саздова Кондијанова, а за монографијата ќе зборуваат Коста Балабанов и Кирил Темков. Павловски, на кој е добитник на голем број престижни награди, реализирал повеќе самостојни изложби во земјава, а богами и во странство. Член на Друштво на ликовни уметности на Македонија од 1967 година. И уште една интересна информација, која што е многу добра информација, значи многу голема поддршка за овој проект, за презентација на проектот на реконструкција на домот 11 октомври. Министерот за труд и социјална политика Спиро Ристовски и директорот на спортскиот центар Борис Трајковски Радко Капушевски денеска ќе го презентираат проектот за реконструкција на домот за деца без родители 11 октомври. Средства за реновирање на домот беа обезбедени на хуманитарниот концерт што се одржа на 30 декември во спортскиот центар Борис Трајковски. Собраните средства ќе бидат наменети за обнова на фасадата на домот, кој што се наоѓа во скопската населба Капиштец. Во меѓувреме очекуваме јавување од представници од Автомотосојузот и од Хидрометролошкиот завод, но ќе ги одложиме за после хороскопот, бидејќи сега сакаме да чуеме што денеска нас не очекува. Уживете!
Беше тоа дневниот хороскоп на ТВ Сонце емисијата Сончевина. Првата станува збор за Ал Пачино, кој доби национален медал за придонес во уметноста. Познатиот американски актер Ал Пачино беше удостоен со национален медал за придонес во уметноста, кој му беше врачен од американскиот претседател Барак Обама на церемонијата на Источниот салон во Белата куќа во присуство на првата дама Мишел Обама. Освен 71 годишниот Пачино, звезда на филмовите Кум и Кучешко попладне, медали добие и кантри пејачот Мел Тилис и уште 15 представници од сферите на уметноста и науката. Обама изјавил дека овие медали се најприближната работа до хуманитарните работи, до хуманитарните цели, затоа токму овој медал е многу значаен во Соединетите Американски држави. Следна информација исто така од светскиот шоу бизнес, станува збор за Афганистан како инспирација за нов филм на Џоли. Холивудската актерка Анџелина Џоли денеска изјави дека не е сигурна оти нејзиниот следен филм ќе се занимава со сериозни теми, како филмот за војната во Босна и Херцеговина, но наведе дека веќе напишала сценарио за војната во Афганистан. Џоли, која на филмскиот фестивал во Берлин го промовираше својот филм Во земјата на крвта и медот, истакна дека нејзиниот партнер Бред Пит ништо не знае за новата идеја за филм. Напишав нешто за Афганистан. Се уште никој не ја има видено, ниту Бред. Не знам колку е добро, но ми беше задоволство да пишувам, истакна Џоли. Во паузата помеѓу режирањето, Џоли ќе биде негативец во новиот филм на Дизни. Ете само новитети од оваа дама. Беше тоа информацијата за Анџелина Џоли. Ние одиме понатака со нашата програма и со прилогот кој што многу ми се допаѓа, не знам дали и на вас, затоа што секогаш дознаваме нови одговори на многу прашања од човековото живење. Станува збор за прилогот Дали сте знаеле. Дали сте знаеле кое растение најспоро расте? Генерално кактусите се растенија што најспоро растат на светот. Постои вид на кактус сагуаро кој расте само 2,5 см во првите 10 години. Сагуаро кактусот не се разгранува додека не наполни 16 години, а потоа расте по 2,5 см секоја година. Но постојат борови дрва кои живеат далеку на север во ладниот Арктик или на високи планини кои растат и поспоро од кактусот. Едно дрво се нарекува ситка спрус и расте на Арктикот, расте само 27,5 см за 98 години. Сагуаро кактусот не почнува да цвета додека не наполни 60 години. Дали сте знаеле што представуваат облаците? Облаците се формираат од милиарди честички вода и мали кристали од мраз кои се соединуваат во воздухот. Генерално облаците кои се пониски од 2 километри се формирани од повеќе честички вода. Сепак, кога времето е ладно, тие можат да содржат и малку снег и кристали од мраз. За разлика од нив, облаците помеѓу 2 и 6 километри имаат голема концентрација на честички вода во лето, но голема концентрација на кристали од мраз во зима. Облаците пак над 6 километри се најчесто со голема концентрација на кристали од мраз. Секоја честичка на вода е околу 100 пати помала од капка дожд. Исто така многу од облаците покрај овие честички на вода и мраз содржат и честички на чад и прашина. Облаците се формираат кога влажниот топол воздух се судира со ладниот воздух и ја кондензира влагата во честички вода. Многу од облаците имаат бела боја, но кога облакот ќе се наполни со премногу честички вода или кристали, сончевите зраци не можат толку лесно да се пробијат, што придонесува тие да изгледаат сиви. Дали змиите имаат коски? Ако некогаш сте виделе како змиите се движат, иако тоа било на телевизија, мора да сте се запрашале две работи. Прво, како змијата воопшто се движи бидејќи не се гледаат нозе, и второ, се добива впечаток дека змијата се лизга по површината како да нема коски во нејзиното тело. Сепак, змијата е преполна со коски. Има рбетен столб составен од многу независни пршлени поврзани со многу подвижни зглобови, а за секој пршлен се поврзани по пара ребра. Некои змии имаат дури и по 145 пара ребра поврзани со многу подвижен рбетен столб. Секој пршлен е поврзан со следниот со округло влабнување од задната страна, а од напред со чашка. Од таму доаѓа и големата подвижност на змијата. Змиите имаат коски и во главата и вилицата. Секоја змија може да отвори уста доволно многу за да ја проголта храната. Тоа е овозможено со независноста на сите коски во устната шуплина.
Многу од змиите не го убиваат својот плен, туку веднаш го голтаат, а варењето на храната започнува веднаш. Значи сепак змијата има многу коски, иако тоа не изгледа така. Еве неколку факти за носорогот. Носорогот е тежок речиси колку слонот, но и покрај својата тежина може да галопира брзо како конјот, 45 км на час. Има многу развиени сетила за мирис и вкус, но видот му е просечен. Тој е вегетаријанец, пасе ноќе во тревните рамници, живее во шумовите савани во Азија и во Африка. Долг е од 3 до 3,45 метри, а тежок од 1000 до 1800 килограми. Живее околу 45 години во семејна група составена од 3-4 единки. Заштитени се со закон, бидејќи се пред работ на истерување, а најзагрозен е црниот носорог. Најчесто ги убиваат поради рогот, чија вредност се мери во злато. Постојат 5 вида носорози. Индискиот има само еден рог, белиот кој исклучиво пасе трева, црниот кој има голема шилеста горна усна со која успева да ги привлече гранчињата, африкански носорог имаат по 2 рога и јованскиот е еден од најретките големи цицачи. Оној прекрасен вкус, што сите го паметиме. Жито Прилеп.
Како што најавив, денеска имаме женска тема за муабетење. Мојата гостинка Магдалена Таневска, која што е главен уредник на Фенси страната за мода и убавина. Поздрав до тебе, фала што ни дојде. Така, многу актуелен сајт, па затоа и ве повикав. Од него ние црпиме, со вас соработуваме и ја правиме модната емисија Фенси, која што изобилува со модни информации и ревии. Најнапред, како си ми, Магдалена? Супер. Вие како сте? Добро, ете, ние си водиме емисија, сончевина предпладневна. Кажи ми, што се содржи овој сајт Фенси? Фенси, значи, идејата на Фенси е главен план модата. И секое случување поврзано со модата, туторијали, шминка и така натаму. Така. Од кога постои, кажи ми, и колку луѓе работат на овие статии, на овие подготовки, модни случувања и така? Па страната веќе постои од, значи, оформување 9 јуни 2010 година. Собственик е Васја Петковска. Исто и програмер. Така. Јас сум во моментов уредник. Има некои 10 девојки, Фенси девојки, кои пишуваат статии и константно, значи, сме дел од Фенси тимот и работиме. Дневно се пуштаат преку 10 статии. Така, значи и убави содржини, стално ново, свежо. Вака да ги подсетам нашите гледачки, односно припадничките на понежниот пол, дека за нив имаш подготвено 2 пакетчиња подароци. Внатре има козметика, нешто како лакчиња, карминчиња, маски за лице, сапунчиња од природни состојки беше? Да. И тука имаме и вештачки трепки, ми се чини. Значи пакетче едно за разубавување, значи на 2 гледачки ќе ги поделиме, 3130-137 и 3211-906. Додека си муабетиме, вие веќе почнете да вртите. На кој начин се добиваат информациите и се постираат? Дали бара тоа многу време за девојките кои што се задолжени за тоа? Па, во принцип не треба многу време, само треба ажурност, значи се бараат свежи информации, нови информации за читателите да ги добијат веднаш, поврзани, кој што кажам, нели со модата и слично. Така, еве го гледаме на екраните и оној главниот, основната страна на вашиот сајт. Кажи ми како, на кој начин девојките кои што сакаат да бидат членови на вашата страна, на кој начин, која е процедурата за да си отворат еден профил, бидејќи нешто слично е како Facebook, ми се чини. Така, да. Само пократка е процедурата, значи се што треба да се остави, нели, име, корисничко име и имейл за контакт. Со самото тоа што ќе се зачнат на страната, може да постираат различни фотографии. Така. Со тоа што на крајот на месецот избираме најлакувана фотографија. Така, тука ќе те прекинам, зашто морам предност да дадам на гледачите. Ајде да видиме кој успеа да не добие и веднаш да си зема награда во ова предпладне денешно. Здраво, до кого? Ало, здраво, Лида. Здраво, како сте ми? Се јавува Ана Марија од аеродром. Ана Марија, повтор пат се слушаме веќе. Точно, да. Многу сум среќна, се возбудив што добив ова колекцијата. Одлично, супер. И голем поздрав и до гостинката. Супер. Денеска не е баш женска тема, Ана Марија, мораш да признаеш. Да, да ви кажам, викаме и баш вчера си го поврзувам денов со Валентин, баш убав поклон. Така, да, влюбена ли си, Ана Марија? Многу. О, супер! Супер, па сега ќе му бидеш и убава на партнерот, затоа што ќе си имаш убави третманчиња, убави додатоци и детали за разубавување. Само ти дојде во тебе сонце и подигни си ги секако. Фала многу, Ива, поздрав уште еднаш до сите во студиото и продолжете така и голем поздрав до гостинката и благодарам. Фала и до вас и следете ни понатака. Чао, чао. Следно што сакав да прашаме онаму каде што те прекинав, значи нешто споменал најлајкувана слика. Значи вие имате начин на мотивација на овие девојки со награди, така. Даваме награди кои што кажав, нели, за најлајкувана слика, за најпосветувана од нашите спонзори, Лаш и Депелеве. Така. Значи за најлајкувана слика. Слика, да. Така. Исто така и најпосетувана, значи сите што ќе се зачнат на сајтот, постираат слики и со текот на мислам во периодично од еден месец, сите посети и на крај се така. Колку фанови број вашиот сајт и колку членови имате? Па имаме над 7000 членови, а веќе над 23.000 фанови. Така. Моментов.
Што значи фотоблог на вашата страна? Фотоблог, значи, веќе постои 1 година. Работиме периодично. Тоа е за модата конкретно во Скопје. Значи, со фотоапарат се движиме низ Скопје и ги фотографираме најмодерните, најдоцераните. Да, најдоцераните Скопје. Каде да се вртам низ градов, еве да пробам. Никогаш Каде најчесто одите? Никогаш не се знае. Така, значи обично во ноќниот живот. Така. И преку ден. Дали може би одите на овие културни настани, театри, балетски представи? Па си уште не сме... Треба, таму има и така доцирани дани, да. Кажете ми, знаеме дека кога се работи со љубов нешто, кога екипата е погодена, тогаш надвор од вашата бранша, пошто е електронски медиум на некој начин, значи дали правите некои дружби надвор од тоа, настани, манифестации, собствени креации на можда реви или слично? Па сега за сега еднаш во месецот фински тимот значи се собираме, правиме како мини забава или некоја се случува поголема забава да биде. Со тоа што се разменуваме информации, идеи за настаните во моментот што се случуваат, што ќе биде актуелно наредниот месец, што ќе обработуваме на страната и така. Така, ајде додека да вклучиме уште едно јавување, јас имам уште едно прашање, она што во секоја работа е многу важно, онаа поддршка од спонзорите, поддршка од соработниците, со кого соработувате и кои ви се генерални спонзори? Па, генерални спонзори во моментов не се Лаш, кој што кажав и Депилеве. Тие се што? Лаш е фирма за изработка на сапуни на природна база, а Депилеве е исто така фирма за продукти што се поврзани со разубавување. Така, добро, јас ве поздравам и вас, Магдалена, и сите ваши членови во ова работење, значи твоите соработнички. Сега слушам дека звони телефонот, а не сакам да прекинам додека не го доделам уште ова пакетче. Значи, ајде да дзирнеме што има внатре. Имаме ли јавување? Имаме, да, здраво до вас. Кој ни се јавува како втора гледачка? Да, добро утро. Добро утро. Кој ни се јавува? Се јавува баба од името на Милошевска Тина. А, така. Да, бидејќи она е на факултет. Супер. Како ќе изненадите? Одлично. Драго ми е. Алал да ви, многу сакам вакви. Со убавина. Така продолжите. Се најубаво. Ви благодариме што ни се јавивте и многу сакам такви бабички што се ги изненадуваат своите внуки. Значи овде имате вештачки, трепки, лакче, има некои маски за лице, сапун од природни состојки, така што за вашата внучка доаѓа од факултет и поклонче. Супер. Поздрав. Се ќе биде драго и поготово што ете баба слушала на телевизија и добила. Да. Подарок. Супер, поздрав и фала за јавувањето, во очекуваме во некоја. Убав да ви е денот, ако Валентајн помина, но и денеска нека ви е. Така, ви благодарам. Еве да ви кажам, да искористам прилика, денеска имаме гостин за убавината, но утре веќе ќе имаме доктори, гости, специјалисти за увонос и грлак, ќе доделуваме и некои гратис прегледи. Ќе доделуваме некои гратис прегледи. Па бидете со нас и утре. Драго ми е што имате голем. Ете така, поздрав се најдобро. Членови, продолжете само така. Поздрав се најдобро, ви благодариме за поддршката. Ете си отидоа овие подароци од нашава маса. Значи ги доделивме, ти благодарам Магдалена за гостувањето. Убаво е кога млади луѓе работат на вакви нежни и убави теми, продолжете со исто темпо, а сега одиме со модна ревија. Мојата колешка Сања ми кажа дека ова е твојот омилен дизајнер. Не ти кажувам кој, затоа погледни сама. Модна ревија. Audio Jungle.
so green. I can stare for 1,000 years, colder than the moon. It's been so long. Feel my blood enraged. It's just the fear of losing you. Don't you know my name? Well, you've been so long, and I've been putting out fire with gasoline. See these eyes so red, red like jungle burning bright. Those who feel me near pull the blinds and change their mind. It's been so long. Still this pulsing night, a plague I call a heartbeat. Just be still with me. You wouldn't believe what I've been through. You've been so long. Oh, it's been so long. And I've been putting out the fire with gasoline. Putting out the fire with gasoline. See these tears so blue, an ageless heart that can never mend. These tears can never dry. Judgment made can never bend. See these eyes so green, I can stare for 1,000 years. Just be still with me. You wouldn't believe what I've been through. It's been so long. Well, it's been so long. And I've been putting out the fire with gasoline. Putting out fire with gasoline. See these tears so blue, an ageless heart that can never mend. These tears can never dry. Judgment made can never bend. See these eyes so green, I can stare for 1,000 years. Just be still with me. You wouldn't believe what I've been through. It's been so long. Well, it's been so long. And I've been putting out the fire with gasoline. Putting out fire with gasoline.
те čekam. Sekoj mig, sekoj čas, pesma nova to za nas. Na tvoja lista, ja su misa, kako si te pred mene. Guba kontrola, ljubav ta tvoja me navlekula. Notke bez vezi si, tek i gnezdi ti, o srce bo za tebe veteno. Ponekogaš si kako zver, što mi praviš nefer, ne. Ne, prestani da flertovaš i da me navredovaš. Na tvoja lista, ja su misa, kako si te pred mene. Guba kontrola, ljubav ta tvoja me navlekula. Notke bez vezi si, tek i gnezdi ti, bo srce bo za tebe veteno. Guba kontrola, ljubav ta tvoja me navlekula. Notke bez vezi si, tek i gnezdi ti, o srce bo. Guba kontrola, ljubav ta tvoja me navlekula. Notke bez vezi si, tek i gnezdi ti, o srce bo za tebe veteno. На самиот крај ни остана уште две интересни информации. Едната ни доаѓа од компанијата Apple, која објави дека на 7 март ќе го представи новиот модел на iPad. Со месеци се очекуваше објавата за најновиот модел, а сега е познато дека на задоволство на многу фанови iPad 3 ќе се појави на пазарот на почетокот на март. Се шпекулира дека уредот ќе има многу поголема резолуција и дека ќе има личен асистент Siri кој се активира со помош на глас. Блогот iMore објави дека iPad 3 има 2048 на 1536 рефина дисплеј и додатна брзина за подобра ефикасност. Покојниот визионер на Apple, Стив Джобс, ги представуваше предходните генерации на iPad, а скоро во исто време минатата година го представи и iPad двојката. Джобс инаку беше познат како противник на 7-инчните таблети. Следна информација ни информација од уметноста, станува збор за слика на Ван Гог, која е продадена за 12 милиони евра. Слика на познатиот уметник Винсент Ван Гог од колекцијата на легендарната холивудска актерка Елизабет Тейлор е продадена за 12 милиони евра на аукција во Лондон. Сликата на Ван Гог "Поглед кон болницата и црквата Сен Реми", чиј собственик беше Елизабет Тейлор, била проценета на околу 7 милиони евра, но достигнала многу повисока цена од очекуваната. Сликата, која што познатиот холивудски импресионист ја насликал во 1890 година, една година пред неговата смрт, ја купил таткото на Елизабет Тейлор во 1963 година, и тоа е еден од последните предмети од колекцијата на актерката што ќе се најдат на аукција. Тоа беа двете светски информации, а сега да ви ги кажам настаните за овие денови, значи за денес и утре од областа на кино. Имате Мачорот во Чизми кој игра денес, веќе е почната, значи во 10 часот во кино Рамстор, потоа Трансформерс 11 часот кино Рамстор, Мапети, градско кино Милениум 13 часот, Mission Impossible
Исто така Кино Рамстор во 14 часот, предавство во Кино Рамстор 16 часот, девојката со тетоважа змеј, градско кино Милениум, почеток 17:30, парада Кино Рамстор 19:30. Ние не сме ангели, кинотека на Македонија вечерва во 20 часот и најмрачниот час 20 часот, градско кино Милениум. Значи тоа е се од среда, денеска 15 февруари, а од областа театар имате Вишновата градина во Народен театар Битола, почеток 19:30, потоа Како да ја убиеш сопругата и зошто, драмски театар 20 часот и последна представа Копнеш по целина во МНТ со почеток од 20 часот. Беше тоа се од ова денешно издание на претпладневната емисија Сончевина на ТВ Сонце. Ги поздравувам и како ги поздравувам Мики и Сашо ексклузив, кои што се ногеат веднаш позади 3 бисери, Ламер Козметика, а ве поздравувам и вас и ви закажувам средба утре. Внимавајте, утре имаме гостување на двајца врвни доктори, специјалисти за уво, нос и грло, тоа се доктор Николица Цекич и докторка Билјана Бундевска, кои што ќе ни откријат една голема актуелност во нашиве простори, значи работење, тестирање на осетот за мирис, кој што знае да биде предзнак и сигнал за многу тешки заболувања. Ќе доделуваме утре и гратис прегледи во нивната ординација доктор Цекич. Затоа утре внимателно следете на во истиот термин. Поздрав и чао!